Немам детално анализирано таа цела ситуација, не сум и толку стручен од таа област да кажам што е најголемата причина, дали е тоа како што велат некои што се горат дрва или не знам нафта, па тоа се горело и порано. Дали се тоа фабриките кои што ги има многу во нашата општина, што е исто така еден голем проблем, што веројатно сите тие фабрики кои што многу ја загадуваат средината не ставаат филтри затоа што општината само се заканува, а не ги остварува тие закани да ги принуди тие големи фирми да стават такви големи филтри на оџаците, затоа што тие ќе платат веројатно кај што треба некој рекет и понатаму таа тема се заташтува. Мислите дека би можело да се направи нешто за да се прочисти воздухот во вашата општина? Да, едноставно тоа кажам, за мене мислам дека согорувањето со дрва и така натака не е никаков голем проблем. Најголем проблем е тоа што самите големи компании не ги ставаат тие филтри кои се потребни и од нив многу се загадува општината. И една работа што јас веднаш ќе ја направам врска со загадениот воздух, кога ќе дојдам како градоначалник, тоа е што тие мерни станици можеби некаде ги има веќе, а не функционираат, ќе функционираат, мора функционираат, граѓаните мора точно во секој време да знаат каква е состојбата на воздухот во тој дел, а таму каде што има потреба, а нема, ќе ставиме и тоа ќе може онлайн постојано да ја следат загаденоста и